Наместо координација за сузбивање на корупција, конфронтација која не води никаде. Вака изгледа односот меѓу македонските институции кои треба да гонат криминал. Скандалозно е однесувањето на обвинителството за организиран криминал со кое раководи Ислам Абази, а која најави прекина соработката со антикорупцијска, сметаат експертите. Јавното обвинителство пак преку соопштение се огради од комисијата и излезе со став дека нивната иницијатива била безпредметна. Ѓорѓе Сламков, поранешен член на комисијата, вели дека институциите мора да соработуваат и не е дозволиво јавно да се препукуваат. Ако има штета на државниот буџет, за таа штета некој мора да одговара. За неуспешно спроведена постапка за конфискација на имот преку изречена судска пресуда. Се спомнуваат проценители, извршители, нотари, се спомнуваат поранешни обвинители. Мислам дека едни од го напредија мината недела во Висшето јавно обвинителство, другите обвинител во Скопското обвинителство. Значи, има овде многу потпрашања кои што треба да се постават и кои што треба да бидат одговорени. Откако обвинителството и откажа соработка, првата антикорупционерка Билјана Ивановска вели дека ќе поднесе иницијатива за поведување кривична одговорност, но нејасно е каде, ако обвинителството веќе ги затвори вратите. Тие вчера кажа, уште не е ни примена кај нив иницијативата, како може став да зема дали е издржан или не. Треба да видат прво што ќе примат, а потоа да се произнесат дали има некои нови елементи или не. Меѓутоа пак е повторам, доколку значи има штета на државниот буџет, за таа штета некој мора да одговара. Причина за препукувањата меѓу антикорупцијската комисија и обвинителството за организиран криминал е случајот Труст. Комисијата побара кривична одговорност за сите луѓе и институции за непостапување во конфискацијата на имотот вреден 12,5 милиони евра на Сеат Кочан, пошто обвинителството возврати дека тие работеле според закон и најави замрзнување на соработката.